2 месеци по последните волнени избори, Косово повторно влезе во политичка криза. Што ја предизвика кризата и како земјата се најде во оваа состојба? Датумот 5 март беше последниот рок за избор на нов председател, но неуспехот на парламентарната седница за избор на новиот председател на Косово доведе до тоа актуелната председателка Вјоса Османи, чиј мандат завршува на 5 април, да одлучи да го распушти собранието. Jam këtu përpara jush sepse përfaqësuesit e popullit mbrëm vendosën që ta dërgojnë vendin në zgjedhje të reja. Kjo situatë ka qenë plotësisht e evitueshme. Është fatkeqësi e madhe për këtë shtet që ata nuk zgjodhen интересin e Републикës së Kosovës. Вечерта на 5 март во собранието на Косово присуствуваа само пратениците на движењето Самоопределување и дел од партиите на водачката коалиција, кои вкупно беа 66 пратеници. Овој број според уставот беше недоволен за избор на нов председател, за што беше потребно присуство на 2/3 од пратениците. Опозицијата ја блокираше седницата за избор на председател на Косово со образложение дека нема претходен политички договор. Кандидати на движењето Самоопределување беа шефот на дипломатијата Глау Кјунјувца и пратеничката Фатмире Мухаџа Колчаки. Друг политички развој поврзан со позицијата председател на Косово беше и последната иницијатива на председателката Османи. Неколку часа пред истекот на уставниот рок, кога требаше да се гласа за името на новиот председател во собранието на Косово, таа предложи уставни измени за директен избор на председателот. И оваа седница не успеа поради недостаток на кворум во собранието. Албанските опозицијски партии во принцип беа за овие измени, но оценија дека темата треба да се разгледа посериозно. За овие измени покрај гласовите на албанските пратеници потребни се и 2/3 од гласовите на пратениците кои не се албанци. Но останува прашањето дали новите избори ќе донесат решение за политичката криза во земјата или Косово повторно може да се соочи со институционални блокади.